23 април. Задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Во најновата емисија Спектар, Инфокорона, разговараме со првиот човек на кризниот штаб на општина Тејарце, господинот Салјадин Зечири. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин и да ги запознаете со граѓаните какви мерки преземате во врска со намалувањето на ширењето на заразата со COVID-19. Па прво прашање би ве прашал, каква е состојбата во Тејарце со коронавирусот? Ви благодарам. Поздрав до сите ваши гледачи. Најпрво сакам да им се заблагодарам на сите граѓани во општина Тејарце кои досега максимално ги почитуваат препораките за спречување на проширувањето на вирусот корона. Од почетокот на пријавата на пандемијата од страна на градоначалникот на општина Тејарце е формиран кризниот штаб кој одма почна со превземање на мерки за спречување на проширување на вирусот. Како мерка за спречување може да напоменаме дека одма почнавме со дезинфекција на јавните објекти, исто така е направено и дезинфекција на сите улици низ територијата на општина Тејарце. Состојбата во почеток беше многу стабилна, па со време имаше заразени со вирусот, па неколку недели ситуацијата пак беше стабилно, но во последното време пак иде на полошо, значи имаме и нови случаи. Значи, од почетокот на пандемијата до сега во општина Тејарце се офатени со вирусот, се заразени со вирусот 9 лица, од кои 5 се излечени, уште 4 се во понатамошен третман. Исто така имаме околу 14 луѓе кои се во изолација, од кои 6 се со решение од здравствените јавна установа. Првите случаи со заразени со COVID-19 беа регистрирани пред околу 1 месец, тогаш имаше 5 случаи, меѓутоа сега оваа бројка е на некој начин пред 2 дена прецизирана, меѓутоа граѓаните од Полошкиот регион не знаат, обично се евидентира 6 лица, последни неколку дена бележи општина Тетово, меѓутоа тие лица се во повеќето рурални општини. Дали сметате дека треба да се прецизира која општина колку има? Да, јас се согласувам со вашето прашање. Баш денеска разговарав со институциите кои се надлежни за ова работа и истиот прашање јас го доставив, така што да бидеме информирани на време за ситуацијата во секоја општина посебно. И мислам дека во наредните денови ќе ги имаме точни информации за сите општини. Знаем дека општина Тејарце е печалбарска општина. Како беше со печалбарите на почетокот? Кога се прогласи, пред да се прогласи пандемијата, имавме заразени, меѓутоа тогаш беа отворени границите. Дали имаше доаѓање од нивна страна, дали се очекува сега летниот период да дојдат печалбарите, како со нив ќе се третираат тие, затоа што сега знаеме претходно беше дека мора 2 недели да бидат во изолација. Сега како понатаму? Да, во почетокот ние заедно со Институтот за јавно здравје ги преземавме сите мерки и одма делувавме да ги изолираме лицата што беа дојдени од странство. Значи во почетокот стварно интервенцијата беше брзо и од тогаш немаше нови случаи или луѓе што доаѓаат од странство. Сега во последно време, значи границата е затворена и нема такви случаи. Меѓутоа за понатамошниот период? Исто така, ако ќе има нови што доаѓат од странство, тие веќе идат на карантина. Ако ќе се олеснат условите, тогаш мора да
пазиме и внимателно да действуваме. Значи може и на самоизолација да се одат. Да. Во однос на дезинфекција, дали општината нели вршеше по јавните простори, барае ли жителите од оваа општина да се дезинфицираат нивните објекти, институциите кои што се тука во општина Теарце? Да, одма општина Теарце започна со дезинфекција, прво во училиштето, па и ако се затворени тие, па после зградата на општина се дезинфектира 2 пати неделно, исто така и сите улици низ територијата на општина Теарце се дезинфектирани. Исто така, ако има потреба, ќе продолжиме со истите мерки и активности и понатаму. Во однос ќе ве прашам на совеста на населението. Дали сметате дека ги почитуваат препораките, мерките, дали има многу лица кои што нели во Теарце се движат додека трае полицискиот час, носат ли заштитна опрема граѓаните и слично? Во глобално ги почитуваат препораките. Сега лични заштити не носат сите маски во последното време, но во претходниот период мислам дека максимално се почитуваше полицискиот час. На крај да напад да дадете, знаеме дека нели како што кажав на почетокот еден месец немаше во општина Теарце евидентиран случај со COVID-19, меѓутоа сега, иако е лето, на ниво на целата Тетовска општина имаме речиси секој ден по околу 5-6 лица заразени. Како треба да се однесуваат граѓаните во летниот период кој што следи, затоа што нели на некој начин, затоа што владата најавува олабавување на мерки, луѓето се олабавуваат, меѓутоа смета дека ако е лето па нема заболени, меѓутоа еве доказ дека треба и во летен период да внимаваме што секој ден имаме заразени нови. Не, во никаков случај граѓаните не смеат да се опуштат. Мора да се почитуваат до крај препораките што доаѓаат од државните институции или компетентни институции. Пошто самите граѓани можеби во некој момент не се свесни за ризикот што може да има овој вирус. Затоа мислам дека мора да се почитува ограничувањето. Не смее баш едноставно да се пуштиме. Значи полека да биде сето тоа под контрола на државните институции. Господин Зечери, ви благодарам за разговорот, имајте успешна работа со кризниот штаб и ви посакувам добро здравје на вас и на сите жители. Тој на вас поздрав. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Знаеме дека сега се работи редуцирано во интерес на заштита на здравјето на граѓаните, па така работи и општина Теарце. Да ни кажете како работи општина Теарце во овој период, еве повеќе од 1 месец, речиси 2 месеца кога е пандемијата. Ви благодарам за прашањето, за одвоеното време и почит до сите граѓани и до телевизија КИС за секојдневната дејности, бидејќи во ова време, во ова криза, пандемија, вие сте и другите ТВ медиуми во ниво, тоа е за поздравување. А што се однесува за прашањето, во право сте редуцирани, значи со скратено работно време работимо, и ако работимо со скратено работно време, значи администрација функционира како што треба, како швајцарски сад, можем да речем. Во сите одделенија вработените меѓу себе се договорија, значи работното време да се почитува, предметите да бидат завршени, тоа е најважно, најбитно. Да. И така до сега. Да. Во однос на проектите, знаеме дека многу проекти се зависни од и меѓународни организации, државни власти, најверојатно и општина Теарце има такви
проекти како се изведуваат, дали има застој, дали има некои проекти кои што се реализираат без никаков проблем и во време на пандемија? Па да се разбереме, малку сме во статус-кво. Зборим централна власт, локална власт. То рефлектира и од горе, а исто така и тоа автоматски значи кај бизнисот, приватниот бизнис во контакт секој ден со граѓаните, гледамо во последно време тоа го чувствуваат. Не малку, многу, и во овој контекст ние проектите што ги имамо од лани во континуитет продолжуваме тој правец за да ги финализираме, да ги реализираме. Знаеме дека нели во општина Тиарце, еве долж патот сведоци сме, има многу фирми кои што нели работаат. Гледаме дека дел од нив, голем дел од нив се уште работат, меѓутоа ќе ве прашам каква е економската состојба и на населението, меѓутоа и на фирмите. Има ли евидентирано во овие 2 месеца кога се уште трае пандемијата, отпуштање на работници, како тие се сноѓаат, дали наоѓаат друго работно место кој го изгубиле претходното и слично? Такви случаи конкретно јас немам лични податоци. А од друга страна, бидејќи во општина Тиарце многу граѓани што живеат во диаспора и овде се знае во Полошкиот регион, па можем да речеме и во ниво на држава. Сега е јасно што значи капиталот од надвор што е донесено и автоматски ремитенците, значи тоа им помогна многу и на оваа држава и за нас овде, бидејќи целиот тој капитал се движел, а сега сме одвоени и не може да доаѓат. Ја ќе ви кажем тажна вест лично за мене, за моето семејство. Пред месец дена ми починала стара сестра во Швајцарска. Никој не беше во состојба да доаѓа. Значи, ние овде сами го погребавме, а такви случаи има и во моето село. Починал човек во Норвешка, а таму го погреба, во Данска. Значи, во такви околности живи треба да се пазимо, да внимаваме. И затоа мојот апел до сите граѓани да бидеме внимателни, да се почитуваат правилата, да се почитуваат дистанца меѓу луѓето. И ќе помине побргу, значи со голема свест и почит према сите граѓани, ако им сакаме добро на ово друштво. И така треба да се действува. Еве, сите сметаме дека со топлото време, со летниот период, ќе се стабилизира состојбата, меѓутоа не е стабилизирана. Како што гледам и покрај тоа нели што се најавува олеснување на мерки, почне да се олеснуваат мерките. Кои се вашите очекувања? Па во овој крај ја мислим дека ќе се помине многу полесно простор, површина, движење, тоа што го потенцирав и дистанца имат граѓани кај да се. А проблемот што се значи урбаните општини, граѓаните, тето Скопје не знаат кој со кој ќе се сретне. И затоа ја говорам, мислиме тоа што го имат, кажем, другите професионално, да се почитуваат правилата, значи тоа што го препорачуваат државните институции, Министерството за здравство, тоа е најбитно. Ја пак велим да бидеме внимателни секој ден. За сите нас, за нашите граѓани, за новите генерации. Тоа е. Господин градоначелник, ви благодарам за разговорот, бидете живи и здрави. Ви благодарам, бидете поздравени, им пожелувам здравје, успех на сите граѓани во нашата држава. Благодарам, фалендерите. Ако имате симптоми типични за коронавирусот, како што се сува кашлица, висока температура, треска или отежнато дишење, јавете се по телефон кај вашиот матичен лекар. Не водете во ординација, чувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Матичниот ви поставува прашања преку електронска анкета, оценува дали и кога треба да се тестирате. Матичниот лекар преку Мој термин
ви го закажува тестирањето на некој од пунктовите. Без закажување не може да бидете тестирани. Во закажаниот термин, одете директно на пунктот да бидете тестирани. Носете заштитна опрема и по можност не доаѓајте со јавен превоз. Потоа, согласно резултатот и вашата здравствена состојба, матичниот лекар ве води и упатува на следни чекори. Заштити се. Со топлото време и со намалувањето на влажноста дека ќе колабираат вирусот. И тоа во овој дел, во северната хемисфера. Исто го делам, мислам, така ќе биде. Меѓутоа, напоменувам и повторно напоменувам. Мерките мора да сите да се придржуваме до мерките. А да не ги повторуваме кои се. Тоа е социјална дистанца, носење на заштитна, високо ниво на лична и општа хигиена. Тоа се мерки од пред 2 века. Зборот карантинот каде произлегува? Значи 1420 година од Венеција. Сите што доаѓале, растенија, луѓе, стоки биле на остров, 40 дена. Зборот значи 40 дена. Значи тоа е од 15 век мерка. А исто е ефикасна за болест од 21 век. Нема друго. Тоа е. Значи мора некој од тие да се овој коронавирус ќе ни ги смени животните навики. Поприлично ќе ги смени. Ние ќе се навикнеме на помалка комоција, меѓутоа здравјето на севкупното население на целата земјина топка е во прашање. Не е ова играчка. Се среќавам деновиве со некои изјави така како се релаксира мерките, нема ова, не е ова е грип, ова нема корона. Како нема корона? Мислам, тоа е голема глупост. Секој нека појде, кај оние колеги што работаат на пунктовите, кај што земаат брисеви, да не зборам кај болни пациенти да одат или на инфективната клиника, нека поразговараат со некој што анестезиолог, инфектолог или колегите мои што еве сега и во моментот земаат брисеви на испратени од матичните лекари, па ќе го добијат одговорот дали нема корона или колку е сериозно. Сериозна е работата, не сакам да го употребам тој збор, не треба да паничиме, значи ние не лечиме или не спречуваме паника, ама реален страв треба и сериозност да постои и меѓу населението. Во време кога треба сите да одржуваме хигиената, каква е хигиената во Тетовско? Пред се да ни кажете и нормално, нели вие да речеме секоја недела одите ги испитувате водите, водата е најпотребна за хигиена. Каква е водата? Дали имаме чиста вода? Секој ден ја испитуваме. Значи секој ден тоа е наша основна активност и покрај другото помагаме на колегите кои се преоптеретени од епидемиологија. Вршиме редовно испитување на водите во Тетово и Тетовско. Не можеме да се пофалиме за градот Тетово. Да, водите се 100% исправни. Сега во моментов имаме зголемена штедрост, издашност на шарпланинските извори со топењето на снегот, додека оние критични места во околијата Тетовска, ние знаете дека уште 6 општини се во Тетово, и анализите, еден податок ќе ви кажам, дека микробиолошки неисправни води во руралните, во селските средини, некаде се во првиот квартал над 55%. Сега, кога зборуваме за микробиолошки, претежно тука доминира колиформни бактерии, што не е од фекално потекло, што ни покажува една општа нечистотија на неодржување на извориштата, на каптажите, на водоводната мрежа. Тоа произлегува од со еден збор и невршење на дезинфекција на водата. А во услови кога ние пропагираме и постулат е основен хигиена на рацете, не е помалку од 20 секунди, а викам не помалку од 30 секунди, нас како деца не учиат. Значи, јас сум современик на хонкочкиот грип од 1968 година, кога 10 години имав, и за вариола вера, 1972 година. Така да овие мерки не ми представуваат никаква потишкотија, затоа што видов тогаш првпат како 10 годишњак, кога ќе видите пунктови со војска.
Така се спречуваше. Не викам дека е тоа исправно. И тогаш не учеа дека 2 пати треба со сапун да се насап, не со секунди, него 2 пати. И тоа е од прилика 30 секунди. Сега, во услови да се вратам на вашето прашање, кога велиме дека треба да ги миеме рацете, а ние имаме 55% микробиолошка неисправна вода. Тоа значи дека местните заедници можеби треба малку да се ангажира затоа што населението ќе ја користи таа вода повеќе, а може да настанат и други болести ако не е чиста. Имаме многу интересни овде случувања кај што местната заедница не ја предава на општината, иако општините имаат формирано јавни комунални предпријатија, каде што титуларот на собственост не ја предава на општината. Би ве замолил на крај еден апел да упатите до граѓаните во периодот што следи како да се однесуваат за да не се повтори таа бројка од минатиот викенд. Па би се повторил строго придржување на пропишаните мерки. Социјална дистанца, високо ниво на општа и лична хигиена, носење на заштитни средства и на крај седи дома. Ја не знам кој од тие два збора што не се разбира. Излегов, имав прилика да кога одам по терен сега гледам дека полно во селата се дојдени од град луѓе, излезени на излетишта, тамо ги демнат, се собрали друштва. И разбирам, имаме потреба сите да излеземе. Меѓутоа, тамо друг, више окупирани сите тие ливади се од крлежи. Така да друг тип на опасност има, а сепак на прво место е короната и сериозен пристап кон сите овие мерки, за да излеземе сите како победници. Не заборавајте да се грижите за своето ментално здравје за време на COVID-19 кризата. Како да го сторите тоа? Следете ги овие 6 правила. Прво, ограничете го времето за информирање и следење вести. Секако треба да останеме информирани, но гледате само релевантни извори и имајте предвид дека постојано читање вести ве држи анксиозни и вознемирени. Понатаму, имајте дневен план и распоред на активности. Испланирајте точно кога се будите, доручкувате, работите, читате или гледате филм. Дневната рутина ве држи мотивирани и расположени. Многу е важно да најдете начин да се релаксирате и да негувате позитивни чувства. Пробајте техники за длабоко дишање, пеење, свирење на инструмент, плетење, цртање и пишување. Играјте друштвени игри со домашните или разгледувајте стари фотографии. Физичката активност во домот треба да е задолжителен дел за секого. Ако ова редовно го правите, одлично. Ако не, сега е време да почнете. Без разлика дали е јога, аеробик или обична утринска физкултура. Бидете активни. Грижете се за своето здравје. Имунитетот одржувајте го со здрава храна и витамини. Никако не се обидувајте стресот да го намалите со големи количини алкохол. И за крај, бидете во постојан контакт со блиските. Физичко дистанцирање не значи и губење контакт со блиските. Редовно комуницирајте со оние кои ви значат и ве прават расположени.